Благодарение на храбрата, брза и пожртвувана интервенција на скопските пожарникари, но и на целокупната одлично организирана акција за гасење на пожарот, кој што вчера пред 14 часот изби на територијата на општина Трубарево, при што зафати магацини за пластичен отпад, но и електронски отпад. Овие 4 објекти беа спасени, иако се наоѓаат директно до опожарените објекти на компанија F. Од оно што можам да го забележам овде, се работи за големи бали со пластичен отпад, пластични шишиња и друг отпад, уредно спакувани. Пожарот е изгаснат, за жал се уште имаме активно чадење. Делот каде што се наоѓаа литиумските батерии е затрупан со песок. На некои места е користена и земја, онаму каде што нема литиумски батерии, односно електронски отпад. Но од оно што можам да го забележам, има чадење преку песокот и насипаната земја. За жал, чадењето се уште е силно. Пожарникарите работат на навлажнување на песокот заради догаснување на пожарот, бидејќи ваквиот електронски отпад исклучително е тежок за гасење. Пожарникарите работеа во текот на целата ноќ. Околу 2,5 часот пополнок добивме дојава дека повторно има горење на депонијата Дрисла. Веднаш се упатив таму и се гледа одредени пламени јазици, но тоа беше гасот кој што испарува од оваа депонија. Таму упативме една екипа на Скопската противпожарна бригада, која што го изгасна огнот, за кој постоеше опасност да го зафати главниот дел од депонијата. Сега состојбата во Дрисла е стабилна. Продолжуваме со агресивно затрупување на преостанатиот дел, бидејќи најмалку половина од местото кое што гореше во Дрисла вчера е затрупано. Но дел од механизацијата беше пренасочен и овде, на големиот пожар во Трубарево. Со повеќе информации ќе се јавиме со видеоизјава нешто подоцна.